Инфлација во Европска Унија од 11,5% во октомври, во Македонија 19,8%, на располагање монетарна и фискална политика и глобални трендови од кои што исклучително зависи Македонија како една мала отворена земја. Во таква ситуација во моментов се наоѓаме и повод за оваа состојба е разговор со професор Синиша Наумовски. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Со вакви бројки и со реакции какви што можеме да имаме, ве би сакале да прокоментираме како реагираат централните банки глобално во светот и како гледате на растот на основната каматна стапка веќе на 4,25% во Македонија. Ајде назад малку би се навратил да се подсетиме, ние живееме во трета година на криза. Првично, првите 2020 година и 2021 последователно беа години на пандемија, особено 20 во која провеува неколку пати локдауни, економијата запре и во глобални рамки, и регионално, и македонската економија. Кога сите мислевме или имавме некој копнеш дека конечно ќе дојде 22 година нов момент или стабилизација, дојде и војната, веќе можеме да кажеме, во Украина. И тоа беше трета дополнително и година и мачнина за економијата. Морам пред да навлезам во некои бројки за вашите гледачи да напоменам, според мене, дека светот после ова ќе излезе поделен. Значи веќе треба да се размислува за нов начин на преструктурирање на светските односи помеѓу Исток и Запад, и сите ние граѓани глобално гледано ќе изгубиме по нешто. Прво мораме тука да сме објективни. Значи таа ќе ни биде резултантата. Некои за жал ќе изгубат на фронтовите територии, најстрашно е што ќе изгубат животи, а ние ќе изгубиме дел од буџетите како граѓани во економиите поодделно, поради инфлаторните движења. Тоа е мојот став вака воведно. Во контекст на глобалната анализа за инфлацијата, Меѓународниот монетарен фонд дава перспективи или вообичаено 2022 според нив проценките се прогнозите во октомври се дека инфлацијата ќе се движи некаде околу 8,8% или 9%. 2022, крајот на оваа година, прогнозите, официјалните нивни прогнози во октомвриските извештаи во Меѓународниот фонд на нивните официјални страни, кажуваат дека инфлацијата ќе се движи, ќе заврши годинава со инфлаторна стапка од 8,8, околу 8,8. Секако тие се менливи, нели? Сега говорам јас согласно октомвриските проекции. За глобалната инфлација во светот, глобално. Ако направиме една потесна анализа, Европската централна банка во нивните извештаи дава инфлација на ниво на еврозона. Таму па инфлацијата на еврозоната, европскиве централни банкари предвидуваат дека ќе се движи околу 8,1% или генерално и од едната анализа и од другата се добива впечаток дека ќе се движиме нешто над 8%. Во наредната 2023, глобалните анализи на ММФ кажуваат дека инфлацијата веќе ќе има намалување. Веќе ќе дојде до онаа рамка контролирана околу 6-6,5%. Веќе нема да расте со иста динамика. Додека еврозоната, Европската централна банка во нивните анализи предвидува некаде околу нешто пониска, околу 5,5%. И на крај, 2024 во нивните прогнози веќе ќе дојдеме до стапка на инфлација и на земјите во еврозоната согласно европските централни банкари на онаа 2019 година. Значи околу 2,5%, 2,3 точно се проценките на Европската централна банка, додека на Меѓународниот монетарен фонд се нешто повисоки за глобалната стапка околу 4%. Значи, јас би рекол, ние имавме една дебата во академијата, Македонската банкарска академија АБИТ, пред некој ден, мислам дека на почетокот на оваа недела, како дел од глобалната недела на предприемништво, и таму неколку видни монетарци, фискални експерти, бивши гувернери, бивши министри за финанси, сега сите професори, некои дели во пензија, некои се уште активни, дадовме некакви констатации, меѓу кои јас го модерирав тој настан. И може подолу да стане збори за тоа, имаше корисни препораки. Една од препораките беше светот дека ќе мора да се навикне веќе на новата реалност или на оваа инфлација која ние ја нарекуваме научно инфлација на трошоците, бидејќи сепак има зголемување на трошоците. Сега причинителите се многу.
Јас слушав малку дел од излагањата што спомнавте на дебатата и меѓу другото беше спомнато дека инфлацијата на трошоците кај нас не дозволува монетарната политика да ги има ефектите што ги имаат другите централни банки во однос нели на зголемување на депозитите, нели на каматната стапка на депозитите и на кредитите. Еве во тој контекст имаше тука коментари, се добро е да се истакне. Бившиот гувернер го спомна тоа, професор Трпевски. Јас се согласувам со тоа. Кај нас може би нема толкава меѓузависност директно помеѓу централните банкари и комерцијалните банки, бидејќи имаат банкиве ликвидност во себе. Имаат вишоци на ликвидност и не се многу зависни визави споредбата во Европскава унија. Тамо, например, во земјите во Европската унија или во Европска монетарна унија имате различни ефекти на инфлаторни спирали. А ако ги видите балтичките земји, деновиве имаат двоцифрена инфлација, на 20 дури. Други земји имаат контролирана, под 10. А Европската централна политика е иста за сите. Што тоа значи? Различни се економските структури внатре. Не секоја земја реагира исто. Некаде реакциите се поголема инфлација, некаде реакциите се на самата економска структура помала инфлација. Важно за македонскава економија или за нас е тоа што земји кои имаат поголема зависност од увозот или кои што се во развој, како што сме ние, за жал, или кои што имаат поголема зависност од енергенции, нели како причинител беа тесните грла на снабдување на инфлаторниве движења нагоре и од друга страна поскапувањето на енергенците и на храната. Се ние сме во таа група каде што сега ни испливаа проблемите. Зошто немаме толку силни капацитети 30 на години во енергенци? Зошто не сме преструктурале земјоделска политика во производство на храна? А толку убаво подречје сме. Таквите земји, меѓу кои сме и ние, имаат, за жал, поголеми ризици од инфлаторнава спирала да се покачува. И така се случува. Дали тоа се клучните елементи што и во регионот ние имаме најголема инфлација кога ќе се Според мене да. Според мене да. Сега уште не се значи мерките да кажам што ги презема владата, фискалните, не се монетарните. Монетарната политика и фискалната важно е да бидат хармонизирани. Тоа е важна препорака. Еве и лично, ако милувате, и од консензуален став од сите 6 дебатери, меѓу кои беа и председател на Сојузот на стопански комори, подпредседател и останатите, рековме, професорска во Фела, дури имавме и некои експерти во однос на пазари за тргување, на АЦИ, Асоциацијата за тргување. Имаше добра дебата. И сега кај сите, нели, заклучокот беше хармонизацијата е многу важна. Многу важна. Во контекст монетарната политика, главната основна функција секогаш ќе треба да биде внимателна во однос на затегањето на мерките. Од друга страна, фискалниве власти пак ќе треба да бидат многу внимателни во однос на јавните трошоци. Мојот став е да првенствено се фокусираме на ранливите групи на граѓани. Бидејќи од ваквите инфлаторни движења, двоцифрени, за жал, страданието е кај нив најголемо. Или најголем опфат тој процент на инфлаторни движења има кај оние кои имаат најмалку примања. Така да тоа е едно мое видување во однос на македонскиве движења. Дали ако фискалните инструменти се искористат така што се пуштат повеќе пари кон сите страни и кон стопанството и кон населението, велите треба само кон градливите, дали можеби ќе предизвикаме уште поголема инфлација и ќе се судриме можеби со монетарната политика? Добро е прашањево. Практично јас тука одговарам, често го цитирам еден германски монетарец кој вели, денови особено низ медиумиве и пишани и телевизиве, го употребувам тој збор во моја верзија. Вие сега имате весна избор помеѓу колера и чума, помеѓу две зла, метафорички да кажам. А ако пуштите повеќе пари, значи дека сакате да има економски раст, сакате да привлечете капитални инвестиции, буџетот го проектирате околу 5 милиарди и 300, со расходи, со прибирање приходи околу 5 милиарди, стари долгови да вратите милиарда и пол и така натаму, можеби после да го прокоментираме од страна аналитично од трета страна, би рекол. Тоа е една стапка. И да одржите некои 2,1, 2,7%, 2,8% во вториот квартал Македонија имаше сега и за тоа можеме да направиме анализ. Тоа е од една страна. Но од друга страна, таквиот раст на експанзивна политика може да предизвика
повкачување на стапката. И затоа треба многу внимателно. Затоа го говориме хармонизирањето. Од друга страна, па ако затегнете многу, нели, има земји кои што во Европската унија тоа многу директно и брзо го прават. Европската централна банка некаде на средината на летниот период, па можам да кажам на крајот можеби, се прилика некаде почетоците на август или крајот на јули беше. Јас исто така јавно го коментирав движењето на Европската централна банка, таму таа ги зголеми референтните каматни стапки. За 0,25, па за уште септември 0,25, негде околу 0,5 се покачија. Негде над 4 се движат од прилика, се не ме држите за збор. И македонскиве монетарци тоа порано го направија. Сакам да кажам, европскиве централни банкари можеби требаше порано да реагираат, тие го направија тоа околу септември ефектите. Како и да е, важно е да направиме една констатација. Од овие две зла, метафорички, кума или колера, да изберете треба многу внимателно со двете политики. Затоа констатацијата ја кажавме неколку пати, хармонизацијата игра улога. Но можеби вистинското прашање за гледачите што ќе биде интересно е кои се причинителите наназад на инфлацијата. Ние на дискусијата со колегите начнавме многу интересни, можам да кажам, тези подкрепени со факти. Не ви рекол хипотези, него баш тези. Ајде ако се вратиме наназад, дали можеме војната во Украина да ја ставиме како причина или како последица? Дали војната во Украина е можеби алиби или реално монетарнава глобална експанзија на вбризгување на пари во економијата после 2008 година преку политиката ке се сетите, чинам дека беше во тој, се не ме држите за збор, Марио Драги, доскорешниот премиер на Италија, беше во Европската централна банка и во тој дел имаше една политика континуирано на вбризгување на свежи пари, наречена квантитативно олеснување, quantitative easing. Таа политика многу екстремно ја зголемуваше ликвидноста годиниве наназад. Без реално тоа да го одработиме, да кажам со граѓански збор, да не сега ме сватат апстрактно гледачите, да ја одработиме таа ликвидност. И ние така акумулирана на ликвидноста, тука е вистинското прашање. Дали инфлаторните покачувања денес се резултанта на овие денес десетина и наназад од 2008 наваму после глобалната светска економска криза причинители за зголемување или за реструктурирање на понудата на пари во глобални рамки, или па тоа е од овие тесни грла и слично кои што сите ги зборуваме малте не поединечно вака аналитично. Кај да се обратите гостиве, исто го кажуваат, нели, констатацијата, да, објективно се нарушени се синџирите, тесни грла, те се 4 зборови што ги вратиме овие месеци, па еве и јас. Но ако направиме ваква сериозна дебата, практично тоа е поентата на дебатата. Вие да чуете од различни вистински експерти кои што поминале преку 30 години на позицијата, различни тези и ние на крај тоа го публикувавме и сублимат направивме дека најверојатно ќе треба да се вратиме наназад некаде во 2008 година од почетокот на таа политика на квантитативно олеснување и да ги видиме тие варијабли или односи зошто ликвидноста секогаш драстично ја зголемува монетарците во глобалните рамки и на Европската монетарна унија, па и ФЕД на американските држави и банката на Англија. Дали сега причинителот е не смеа одработиле како глобално граѓанство реално не смеа, ајде да употребам збор народен, не смеа заслужиле ликвидност. Тоа е една добра теза. Сега, ако сакате да погледнеме и позитивно, јас би бил повторно оптимистичен, бидејќи многу е важно како фактор во оваа сега состојба како се наоѓаме и очекувањата, инфлаторните очекувања и мислењето на граѓанството. Како гледаме ние? Ако сите гледаме песимистички, како што фактите се, и ние јавно кои говориме со поголема доза на песимизам, тоа дополнително ќе ја отежни состојбата на економијата и тука и регионално. Јас би размислувал малку позитивно. Оваа криза, ако милувате со електричната енергија, нам ни донесе предизвици, шанси. Дел од бизнисите кои се трансформираа на време, денес имаат нула трошоци за електрична енергија, па некој, ова ќе го подкрепам и со тезата на председател на комората, Сојузот на коморите господин Трајан, кој што спомна, особено оптимистично неговото излагање беше, дека дури некои компании и продаваат меѓусебно. Тоа беше една позитивна конотација. Лидер на стопанствениците, особено на малите и средни бизнеси. Друго, иднината треба да ја бараме сега во земјоделството. Треба ли ние сега
да размислуваме што ќе биде иднината на македонскава економија. Само нови земјоделски политики. И се прават. И таму имате промени. Субвенциите во земјоделските политики веќе не се носат на количество на земја, туку на количество на храна. Еве и втор позитивен елемент. И за мене најважен, го зборувавме со колегите, најважен елемент кој мислам дека вреди да го споменам, тоа е новата политика на Европската Унија. Практично европејци, властите во Брисел разговараа за она nearshoring политика. Јас зборувавме со колегите од професори во економски факултети. Или опција на приближување. Што значи сега тоа? Европскиве големи компании, американски, ќе дадат предност на нивните добавувачи, подизведувачи, фабриките кои се во азиските континенти, да ги дислоцираат многу близко до нив. Ете ја шансата за македонциве. Јас често и во колумниве тоа го пишувам. Ние треба да бидеме најсилни во деловите напред предприемачки, ако се искажем, во селс моделот, во продажбата на економија, во убедување на главните филиали од западните земји да ги дислоцираме овде, во фабриките, во техничко-индустријските зони, па и надвор од нив, како и да е. Тоа мораме да го искористиме. Сега ќе си направат владените авторитети и анализи што направиле, што треба се подобри, но јас да би бил на позиција, сега би работел не 24, 25, ќе измислам еден саат. Вака на шала, ако можам да го кажам, во контекст на лобирање за трансформирање, да се запази оваа одлука на nearshoring или приближување кон добавувачите и големите компании на ниво на европскиот континент. Тоа се моите оптимални толкувања. И така треба да се гледа. Вака за крај би ве прашала, во целата оваа глобална слика, во сите овие оптимистички можности што ги набројавте, како и секогаш нели од секоја криза излегува нешто добро, кога првите добри резултати би можел да ги очекува, условно кажано, малиот човек, нели, обичниот човек во Македонија, кога би можел да види поголема просечна плата, помалку зауздана инфлација во некои, нели, понормални рамки, поголеми вработувања, поквалитетни вработувања? Знаете како вели, благодарам, добро е прашањето, како вели народот, ние весна сме 30 години во криза, особено македонскава држава. Еве, ако се навратите вие на нас, јас обично важам за транзицијска генерација. Поминавме целиот век, останавме овде и мислам дека тоа е патриотски чин. Сите кои овде останавме. Не ги напаѓам оние кои заминале, но да заминете можеби за мене е откажување. Сега, во тој контекст, ќе ја надминеме и оваа криза, со тоа што исто така, како што тоа исто така сме го правеле и во 2008 година, во глобалната финансиска криза, и јас често милувам да правам паралела со 2001 година. Тогаш беше од аспект на економија зборам. Тогаш беше исто така многу клучно да имавме во втор квартал 2001 година и во втор квартал 2020 година двоцифрена негатива. Затоа и тогаш го надминавме нормално. Последиците ќе останат. И мојот одговор на вашето прашање ќе биде и сега ќе ја надминеме и реалните ефекти ќе се почувствуваат веќе во 2024. Стабилизацијата. Еве, така и започнав денес на вашето интервју. Стабилизацијата во глобални рамки и во европската, земјите од еврозоната ќе биде негде во втора половина на 2023. Така ќе биде и кај нас. Инфлацијата ќе се стабилизира или ќе оди веќе нема да го има оној раст кој го има сега. Мислам дека веќе големите ефекти на покачување се искористени. А ако ги погледнете и анализите на ФАО или Организацијата на храна и земјоделство, агрикултура, таму веќе ќе видите и ги имам и пред мене и официјалните статистики, има индекс кој покажува намалување на притисоците на цената на храната на светските берези. Тоа веќе реално се чувствува. И на нафтените берези веќе имате намалување. Фјучерсите исто и на електричната енергија го достигна својот пик. Значи, очекувањата мои се дека уште првиот квартал од 2023 ќе ни биде вака малку потурбулентен, економијата ќе го издржи тоа, двете политики кои ги спомнавме ќе излезат во пресрет на граѓанството, сепак е за нив, и на крајот во 2024 според мене ќе се стабилизираме. Важно е
како велиме, last but not least, и политичката стабилност овде игра улога. Нашите проблеми, ако ги бараме длабински, сега јас не сум политичар, може друг соговорник многу подобро да ви говори во тој контекст, но и тоа игра голема улога. Јас очекувам дека од 2024 ние ќе имаме еден стабилизиран период, тогаш ќе биде онај вистински пост-пандемиски период, додека вистинските ефекти мислам дека треба повеќе чинители. Прво, ако погледнете, имам огромен пат во етичката и колективна духовна категоризација на населението. Секаде е тоа, ама и кај нас се одразува. Да не заборавиме, еднината треба да ја гледаме во неколку сегменти. Развој на земјоделското производство, информатичките технологии и образовните системи. Образовните системи, веќе колегите од Србија го прават тоа многу добро. Јас тука највеќе делувам, можеме и во друга прилика само за тоа да зборуваме, реформите или внесот на новите високообразовни дуални модели се еднината на оваа земја. Ке го спомнам, го пишувам неколку пати. Ние преку академијата го говориме тоа веќе 10 години, што е дуалното високо образование во областа на финансиите. Сега ние тука делуваме, нели? Не сме во областа на металургијата и слично. И која е предност? За жал не собравме капацитети, го сметам како негативност во нашето делување, и од авторитетите кои се со нас, кои не поддржувале, кои не поддржуваат се уште, да го имплементираме тоа. Еве со колеги во Германија ќе пробаме да го имплементираме. А соседите од Република Србија веќе успешно го прават тоа. Таму веќе се размислува за отварање на ново министерство за дуално високо образование. Тоа е сериозен елемент. Зошто ви го говорам ова? Тоа е црпењето на нови ресурси од матурантиве за нова работна сила, одма ставена во функција. Еве нека биде тоа предизвик за нова дискусија. Така, ви благодарам, професор Наумовски, што издвоивте време. Имаме многу што да кажуваме, во некоја друга прилика ќе продолжиме со информирањето на нашите читатели и гледачи. Благодарам за поканата.